Почитувани гледачи, задоволство ми е да ви посакам добре дојде во ова новото издание на Културна матрица. Имам задоволство да се дружам со двајца гости кои што се надевам дека навистина ќе ве задржат пред малите екрани, дека ќе ви бидат особено интересни за слушање и гледање. Знам дека мене ќе ми бидат особено интересни за разговор. Добре дојде во студиото, им посакувам на Небојша Јовановиќ и Коле Ангеловски. Благодариме. Имаме во студиото еден млад режисер, абсолвент по режија, и еден искусен режисер. Еден искусен режисер кој всушност е дипломиран актер, меѓутоа станува сценарист и режисер. Небојша, веќе се пробавте како сценарист и режисер, би пробале како актер? Еве тоа нека е првото прашање. Не, тоа не е моето поле на действување. Така. Секако, да. Поводот за ова гостување ваше денеска во студиото е она што верувам гледачите веќе се запознаа. Премиерата која што неодамна во Скопје се одржа на 20 октомври беше, ќе ме поправи не беше доколку. Точно, да. Така, на 20 октомври во Скопје се одржа премиерата на краткиот игран филм Незрели цреши. За тоа како почна и кои успеси ги забележа овој краток филм до сега ќе позборуваме во следните 20 на минути и секако ќе позборуваме за тоа како изгледа еден режисер после 24 години повторно да се најде пред филмската камера. Небојша, еве да почнеме од поводот е Незрели цреши. Филмот почна на фестивал во Гренобло, Франција, каде што забележа голем успех, имаше голем интерес од публиката. Еве првото прашање за Незрели цреши нека биде тоа: какви беа впечатоците? Со какви впечатоци се вративте од Франција? Па добро, мене ми беше драго прво што е тоа инаку прв филм од Македонија, така, кој што учествува на овој фестивал, во официјалната селекција беше примен филмот и впечатоците се одлични. Значи во земја која што не знае, мислам и во регион каде што не знае нешто многу за Македонија, значи филмот побуди интерес за земјата, значи за Македонија. Самата тема предизвика интерес не само кај публиката и кај критиката, жирито, и помина одлично филмот, можам да кажам, со добри реакции. Со убави реакции. Од оние разговори кои што ги имаше таму, претпоставувам, со медиумите, со публиката, на сите тие средби, што им беше особено интересно? Претпоставувам дека темата им беше особено интересна. Овде ќе им дадеме можности на гледачите, односно вам ќе ви ја дадам таа можност да ги информирате гледачите за што се работи во овој филм, доколку се уште не го погледнале. Да, па добро, филмот зборува за обични луѓе кои што се представници на македонското општество, на различни етнички заедници и религиски, значи патуваат во едно купе од воз додека е во тек граѓанската војна во Македонија во 2001-та и додека се очекуваат резултатите од потпишувањето на рамковниот договор. Прилично специфична и болна тематика, се уште мислам дека допира до сите нас и тоа е нешто што тлееше во мене сите овие години, мислам допре доста директно, сакам да кажам, го чувствував тоа и го напишав ова сценарија. Така да, она што ме прашавте за интересот во Франција беше да, што се случувало. Сакам да кажам за темата дека не беше воопшто никаква идеја да се расчистува политичката димензија или да се вклучува во овој филм или да се излази на страна. Да, бидејќи наистина специфично засегнати се повеќе страни, имаме различна дефиниција на овој конфликт, така да наистина специфична тема. Сакавме само јас како автор на ниво на едно ниво, значи од една дистанца да веќе има и временска да погледнеме. На човечко ниво, барем јас така го доживеав филмот. На едно човечко ниво да кажеме и секојдневно како одредени политички процеси се рефлектираат на обичниот живот на луѓето. Коле Ангеловски е всушност тој господин кој што на радио во своето купе во возот со нетрпение очекува да слуша некоја нова вест, нешто ново што се случува околу потпишувањето на договорот. Јас споменав дека 24 години не сте се појавиле пред на големото платно, пред филмска камера, не сте застанале. Зошто се одлучивте сега да се вратите? Како успеа Небојша да ве убеди? Не беше тешко, нели? Навистина, да речеме,
и у други констелации, значи во театар, Јас сум познат како човек кој што работи многу со млади луѓе. Значи, на пример, во драмскиот театар не постои актер кој што е вработен во драмскиот театар, а кој што не заигра својата прва улога не ја одиграл кај мене. Мене ми беше и задоволство и чест да на некој начин да помогнеме да се реализира овој филм. Го прочитав тогаш сценаријата. Темата е навистина не само онака регионално наша, него темата е универзална. Темата е она сега што се случува со сите овие избеглици кои што доаѓаат, проаѓаат, кои можеби и ќе останат во Македонија, но што се случува во светот, нели, заради некакви нечии интереси, милионски луѓе страдаат, гинат, деца, под какви услови се случува сето ова. Така да темата на овој филм ми се чини општо човечка и не е, велам, само регионална, што е многу значено, да речеме, за еден, обично за овие кратки филмови се вика филмчето. Како филмчето? Филмчето. Да, меѓутоа ова воопшто, иако во минутажата тоа е, да речеме, нели, едно 5-16 минути, е филмче, но од друга страна тоа е еден многу сериозен филм кој што сублимирано, згуснато и во, како да речем, од една страна на многу едноставен, но од друга страна на многу емотивен начин реагира на состојбите кои што сега конкретно во филмов во тој период се случува во Македонија. Така. Што е она што го дознавте, го научивте, прашање до двајцата нормално еден од друг? Режисер кој што го има својот дебютантски филм и режисер кој што зад себе има, јас ќе ги прочитам бројките за да не ги погрешам, значи 80 представи, 20 театарски, 40 филмски улоги. Некаде најдов податок дека имате само 500 часа ТВ програма. Јас сакам да кажам. Што е она што го научивте еден од друг? Најпрво дека беше чест да се работи со навистина таков професионалец во секој дел и јас јавно му благодарам на Коле, значи во целиот процес се мешаше ли во режијата Коле или не? Тоа беше висок професионализам, значи бидејќи навистина има големо знаење, ова морам да го кажам, и на моменти сакаше, мислам, и даваше совети, но го правеше тоа на најпрофесионален начин и тоа не може да се нарече мешање, туку беше во прилог на надградување на самото сценарио. И кога сето тоа е најдобро намерно, нема цена, така? И добронамерно и на стварно висок професионален начин. Едноставно ми покажа како се поставува режисер во однос еве на негов колега и бидејќи јас сум на почеток на кариерата, Коле е веќе искусен и актер и режисер, како се поставува во однос на актери, како се поставува однос во однос, мислам, на колегата. Така да наистина учев од него. Има некои мале тајне великих мајстора. Не дека сум ја мајстор, ама пак ја од мајстори сум учел. Значи, како и секоја професија си постои занатски дел. Значи, ти како идеја, како уметничко изразување, како ако е тоа можеш, не знам, можеш да го имаш или да го немаш. Но кога веќе се зафаќаш со некаква работа како што е режија на филм, што воопшто не е едноставна работа, мора да има одредено занатско познавање. Мислам, не велам дека Небојша немаше занатско познавање. Учел на академија, но за некои мали работи, што можеби и они ги знаеш, ама јас сакам да му ги потенцирам заради, например, движење на возот. Дека, нели, низ пенџерењата се гледа, пошто ние снимавме, и беше интересно и самото снимавме во воз кој што патуваше од Скопје за Кичево и назад. Така. Сега, бидејќи действието се случува само во еден правец, значи возот иде натака, и вака ни проаѓа сликата од надвор, значи, кога се враќавме, не би требало да снимаме, пошто контра ќе ни идеше сликата, па се договоривме да снимаме такви кадри кај што нема пенџере, кај што не се гледа прозорецот, него да речеме према, нели, за да добиеме на време, иначе многу подолго време на снимање ќе имавме.
Така да велам, некои ситни работи, за нешто ме послуша, за нешто не ме послуша Небојша, ама нити му се лутам, нити го кудам, затоа што крајниот резултат покажа дека он си знаел што сака да прави и тоа го направи. Так. И мислам дека филмот е одлично од тој аспект на професионализам, одлично направен, многу добро измонтиран, фино усликан, глумците сите сме добри. Освен што го споменавме Гренобл, ќе го споменаме и еден од најважните филмски фестивали за кратки филмови на овие простори, фестивалот во Драма во Грција. Филмот и таму предизвика големо внимание и веќе да се пофалиме на публиката, односно на нашите гледачи. Какви беа впечатоците кои што ги донесовте од Драма? Не знам дали Коле вие бевте во Драма, Небојша. Да, за жал не ке ни се пофали. Не дојдоа некои од актерите, иако да, имаше простор. Значи во Драма го имав, можам да кажам, најубавото искуство во моја кратка кариера. Прекрасно, значи филмот беше многу добро примен од комплетно, значи од критиката на фестивалот и од публиката, значи имаше, посебно ми е драго, значи додека беше проекцијата, значи имаше многу топла реакција. Так. Постојано реагира, дури можам да споредам дека исто како во Македонија, значи буквално на сите комични и на емотивни моменти дури реагираа со плачење, сам што ми е така восхитувачко, дека комуницира филмот, значи а критиката го издвои, значи во извештајот на фестивалот како фаворит на критиката, значи го издвои филмот, така да мислам можам слободно да кажам дека филмот беше во фокусот на вниманието на фестивалот и предизвика наистина убави реакции. Инаку фестивалот во Драма е еден од најзначајните европски фестивали за краткометражни филмови, а може да се каже најзначаен регионален фестивал. Тој е фестивал партнер на Европската филмска академија и го номинира еден од кандидатите за европските Оскар. Оно што е интересно исто така да се спомена, јас спомена во најавата, Небојша освен како режисер се е и како сценарист на овој филм. Во огромен дел од филмовите кои што и Коле вие сте ги работеле сте исто така и режисер и сценарист. Повторно прашање до двајцата од аспект на пензиониран, како што рековме, и абсолвент по режија. Колку е тоа олеснување, колку дава поголема слобода, поголем простор, едноставно сам со себе најубаво си се разбираш, кога си пишуваш и сценарио и си режираш, предпоставувам, која е предноста овде? Многу убаво прашање. Так. Па добро, тоа е можеби најлесно, значи да некогаш кога имаш твое сценарио, значи знаеш точно што сакаш и што сакаш да постигнеш. Да, така да јас сам си ги пишувам сценаријата, имам, мислам, приказни, ми е исто така возбудливо, значи она што нели си го замислил, така да интересно е како комуницира тоа најпрво со актерите, значи со низ нивниот светоглед, од нивниот аспект. Не знам Коле може да каже за сценариото. Коле ти ни го кажа своето искуство, така? Не, за неговото сценарио, ако треба да кажам, имавме проби, ја у театар толку проби не сум имал и не сум држал толку проби со глумците колку што Небојша држеше. Го пцуев него, не малтретираше, аман бе Небојша бе доставише. Имали крај, но резултатот го покажа сепак дека бил во право кога нели ги државме сите тие проби, затоа што стварно многу работи се решија на додека пробавме. Детални дискусии. Затоа што после тоа у возот и немаш многу време да се бавиш со тоа. Помага ли тоа кога режисерот сам си го има напишано своето сценарио? Од ваше лично искуство прашање? Знаеш како, ја многу би сакал да имам, да речеме, сценарио што напишал некој Оскаровец, например, и да ми речат да го режираш тоа. Ама, бидејќи кај нас прво такви професионални пишувачи на сценарија и немаме во Македонија. Второ, ја да речеме, така имав късмет за барем тие играни филмови што ги правев,
А углавном скоро за сите, освен за Викенд на мртовци бев некој сценаристи со Миле Поповски, иначе тие некои играни што ги правев и што и телевизиски сценарија што сум ги направил, не сум имал некои посебни, како да речам, финансиски помош, некоја посебна финансиска помош од државата. Углавном сите тие филмови ми се снимани некако без пари. Така да не сум имал можност сега ај да ангажирам уште еден човек па да ми пишува сценарио, викам ај барем вака наевтино ќе поминеме, сам да го напишам. А и кога имаш некоја одредена тема за која што сакаш, знаеш и можеш и те интересира и те провоцира, доста често е добро сам да си го напишеш сценариото, но од друга страна па си необјективен. Стално мислиш дека твоето сценарио е најдобро, дека тоа ако ништо барем Оскар да добие. Ако ништо друго барем Оскар. Барем, да. Така да, Не, сакам да се надоврзам ако не те прекинав. Интересно беше за ова сценарио, бидејќи имавме исто доста дискусии во одредени делови, значи се менуваше, се надградуваше и при самото пишување, а и при самите проби. Така да беше интересен процес да нешто што е многу врзано за мене, на кое што може би на моменти фиксиран, значи да успееме да го надградиме и да го некаде да го подобриме. Да. Апропо сега таа тема, малку ја да се еве сега да речеме на едно сценарио што го напишав, после 30 години, значи све кај мене некои такви годишнини. Така. Ќе се снима, да речеме, нова комедија во Македонија. Мислам, тоа е Ах, љубов моја, за кој што ми се одобрени средства од фондот, од агенцијата за филм. Агенцијата за филм, така. Да, и се надевам дека на пролет ќе имаме шанса да го снимиме. Се надевам дека ќе имаме повторно можност тогаш да се видиме и да се дружиме овде. Да. Небојша, како е за млад режисер кој што допрва се појавува и се докажува на македонската филмска сцена? Какво е чувството? Колку делува тоа како перспективна професија во Македонија? Колку има надеж дека од тоа може да се живее, може да се заработи доволно, да се направи кариера, да се реализираш професионално? Па добро, се ако зборуваме за таа тема, малку е специфична, значи најчесто и не се зборува за екзистенција, да речеме, од филмска уметност. Јас така колку што знам барем. Јас се уште не живеам од оваа професија, значи можам да кажам дека мислам пред се е љубовта, значи она што не води да го правиме е љубовта. Сега колку се живее, не знам, можеби сигурно е господинот Коле по компетентен да каже. Сигурно. Која беше главната цел која што се имавте зацртано додека го работевте овој филм? Какви реакции сакавте да постигнете до публиката? Што сакавте да допрете конкретно? Не, па, значи, пред се навистина тргнува, мислам, кога јас прифатив, а прифатија и сите други со таа намера. Значи, имаш едно интересно сценарио, имаш една многу топла и хумана и општо човечка тема, која што не засега сите. Така. Значи, без разлика у кое време. Не можеш да останеш равнодушен кој ќе го видиш она дете удавено на плажата. Значи, не можеш да останеш равнодушен. Така да сакам да ете со, не знам, со тоа мое учество да дадам еден мал придонес на нешто што е една сериозна тема воопшто во животот на сите нас. Така. Можеме да ги информираме гледачите, освен оние инсерти кои што ќе ги погледнат во текот на емисијата, каде можат и кога да го погледнат филмот?
Па филмот сега, значи бидејќи Планирате ли некои наредни фестивали, големи фестивали, учества? Филмот е пријавен на голем број фестивали, Така. голем број сериозни фестивали, се чека одговор, бидејќи на посериозните фестивали постои регулатива, значи да не биде да нема ТВ прикажување или на интернет, Така. интернет прикажување филмот, значи тука постои ограничување, така да во наредната година, бидејќи веќе неколку месеци, 4-5 месеци веќе тече фестивалската промоција по светот. Значи уште некоја една година се надевам на уште доста сериозни фестивали ќе биде прикажан, така да после таа една година ќе може да се погледне на слободно на некои од телевизиите, ќе може да ви доставам да го доставам на вас, да го погледнат пошироката публика, да. Так. Сакам да кажам само уште нешто, дека на филмот покрај прекрасната и огромна екипа, значи актерска, значи работеше и голем број на професионалци во техничкиот дел, во делот на монтажата, на постпродукцијата, голема благодарност до FX3X, Filmtrick и Македонската радиотелевизија. Така. Ќе го искористиме тоа што Коле ни е денеска во студиото, па да го прашаме освен филмскиот проект кој што го споменавте. Кои се другите планови? Ќе се појавите само како режисер, како актер? Како актер не. Ви кажавте дека од кога сте почнале да режирате многу филмови и многу представи, едноставно престанале да ве бараат како актер. Па престана. Дури јас на пример во драмскиот театар бев вработен не како режисер, туку како актер. Сега ќе се останете режисер, како споменавме, кога почнува да се новиот филм? За следната година имам неколку театарски проекти. Сега колку ќе одобра тоа не знам, ама знам дека 3 театри сакаат да правам представа. И треба и филмов да го снимам, што ако стварно нешто се случи да сето тоа се реализира, не знам кога ќе треба да си земаме вечираци, да земам да работат. Да ви помогнат. Да помогнат. Така. Навистина ви благодарам и посакувам многу успех, се надевам дека Незрели цреши ќе прошетат уште многу фестивали и дека повторно ќе се дружиме во ова студио за да се пофалиме како сте поминале таму и секако да се пофалиме со новите представи со новиот филм на Коле. Ви благодарам за ова гостување. Почитувани гледачи, знаете дека по разговорот по интервјуто во Културна матрица следува краткиот блок вести од културата. Под мотото 5 години движење од 5 до 8 ноември ќе се одржи 5-то јубилејно издание на меѓународниот фестивал на анимиран филм Анимакс Скопје Фест. Ќе бидат прикажани 40 краткометражни филма и 7 филма за деца. Тие се избрани од пријавените 427 анимации од 56 земји од светот. Новитет годинава е прикажувањето на долгометражни анимирани остварувања во ревијалниот дел на програмата. Наградите златна, сребрена и бронзена тула ќе бидат доделени традиционално на последниот ден од фестивалот. Ќе биде доделена и златна тула за најдобар детски анимиран филм, а за победникот ќе гласаат деца од 4 фестивалски дена. За време на фестивалот ќе се одржат и 4 работилници во Кинотеката на Македонија, во Киното Фросина и во Агенцијата за филм на Република Македонија. 6 композиции, од кои 5 премиерно, напишани во изминативе 2 години, се дел од првиот авторски електроакустичен концерт на младата надокажана композиторка Ана Пандевска. Во музиката во чија изведба ќе учествува пијанистката Дуња Иванова, а како гости ќе се појават незината колешка Ива Виденовиќ, Никола Велковски на хорна и гитаристот Ади и Мери. Се преплетуваат различни влијанија, тргнувајќи од импресионизмот, па се до панк-рокот, минимализмот, фолклорот и се до джезот. Идејата е презентирање нова музика, а инспирацијата е од секојдневните збиднувања, од општествените, од социјалните, од емотивните врски помеѓу луѓето. Така, например, Живот во кутија е композиција која што е посветена на случајот на новинарот Томислав Кежаровски, или пак има уште една друга која е инспирирана од крвавите настани во Куманово. Концертот е закажан за 30 октомври.
По повод 27 октомври, светскиот ден на аудиовизуелното наследство на УНЕСКО, Кинотеката на Македонија свечено ја пушти во употреба новата дигитална опрема за прикажување филмови. Годинашниот слоган беше "Архивите во ризик, заштита на културниот идентитет во светски рамки". Исто така, Кинотеката на Македонија на актерот Емил Рубен му додели повелба по повод неговиот голем јубилеј, 60 години на филмското платно. Толковниот речник на македонскиот јазик, проект од највисок национален интерес за македонскиот јазик, чиј издавач е Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, беше презентиран во спомен собата на Миладиновци во градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Посебно е значаен затоа што во него се вградени основните 100.000 заглавни зборовни единици со толкувања дадени на македонски јазик. Во понеделник на 2 ноември на малата сцена во Драмскиот театар во Скопје, премиерно ќе биде изведена монодрамата Црв, во која Мите Грозданов е актер и режисер. Станува збор за представа работена по текст на Борче Грозданов, која е по адаптација на лик од романот на Дејан Трајковски, "Вистина љубов". Комеморацијата и сценографијата се на Владо Ѓурески Рафик, а за тонот е задложен Чедомир Младеновски. Декоратер е Перо Ралев, а за светлото е задложен Митко Ризов. Ако немате што да правите додека чекате автобус или стоите во долга редица во банка, можете да си отпечатите краток расказ за времето да ви помине побрзо. Во Гренобл во Франција, веќе тоа почнало да се применува. Поставени се неколку машини од кои можат да се печатат приказни. Личат на хартија за фискални. Носител на проектот е француската издавачка куќа Short Editions, чии амбиции се ваквите дистрибутери на кратки приказни, како што ги нарекуваат, да се рашират низ целата земја. Печатењето е бесплатно, а корисниците можат да избираат меѓу приказни кои се читаат за 1, 3 или 5 минути. Идејата ни дојде кога стоевме пред автомат за чоколади и пијалоци, изјавил представникот на издавачот. Си рековме дека можеме да го направиме истото со квалитетна популарна литература, за да ги пополниме малите непродуктивни моменти. Креатори на содржината се меѓу другото и 140.000 претплатници на апликацијата Short Edition, чии кратки приказни ги генерираат автоматите. Навистина се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание, дека не се одлепивте од ТВ екраните изминатите 30 на минути. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и знаете дека со мене се дружите во Културна матрица секој петок од 19 часот и 15 минути. Довидување.